Додека пратениците во пленарната сала поставуваат пратенички прашања на владините представници и на премиерот Мицкоски, дел од пратениците пак се подготвуваат за заседавањето на мешовитиот комитет на Европската Унија и Македонија, кој треба да заседава и да се зборува на многу актуелни теми, посебно пред се за патот на Македонија кон Европската Унија. Како што кажа и она што е важно да се спомене тоа што присуствуваат 13 известувачи, европратеници кои се известувачи за земји кои се претенденти за влез во Европската Унија, а секако меѓу нив е и австриецот Томас Вајц кој е известител за Македонија во Европскиот парламент. Неговиот став дека поддржува Македонија да бара гаранции и да се олесни патот кон Европската Унија е веќе познат, но што е она што ќе го каже на оваа седница која ќе трае 2 дена и каков ветер во грб ќе добиеме од другите европратеници. Сепак за тоа ќе разговарам со пратеничката Иванка Василевска, која ќе председава со мешовитиот парламентарен комитет и за сите очекувања. Василевска, ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам и на вас за интересот. Ова е особено важна тема и многу ми е драго што фокусот на јавноста ќе може да биде насочен кон една, да кажам, стратешка цел која што има многу корисно значење за во однос на придвижувањето кон евроинтеграцијскиот пат на Македонија кон Брисел. Ова се поклопува со дипломатската офанзива на владината делегација неколку пати во Вашингтон, но и во европските престолнини, каде што имаше премиерот Мицкоски, но и останатите представници, важни средби со важни политички актери кои можат да помогнат и да дадат поддршка за Македонија, на некој начин лобирање за патот кон Европската Унија. Што ќе значи ова за да добиеме поголема поддршка од Брисел? Сепак 13 известувачи се сериозна бројка. Очекувате ли поголема поддршка од Брисел и кои беа активностите кои ги презема комитетот изминатиот период? Јавноста добро знае дека ВМРО-ДПМН уште во својата предизборна кампања, но и во годините наназад најавуваше дека веднаш по превземањето на власта на демократски избори ќе има и промена во онај, да кажам, промена во парадигмата на начинот на водењето на надворешната политика. Од аспект на законодавна власт и законодавниот дом и ние како пратеници на владеачкото мнозинство ја следиме владината програма и патоказот во наредниве 4 години во однос на пред се враќање на нормална стаза на она што беше речиси изгубен процес од аспект на неодговорноста на претходното раководење со државата на коалицијата СДСМ и ДУИ, понатаму и унапредување на оние цивилизацијски вредности и зацртаните стратешки приоритети кои што ги имаме поставени уште на почетокот на плурализмот. Од таа причина, апсолутно проактивната улога на владата се поклопува и со нашите активности во рамките на телата и делегациите и комитетите во кои што сме распоредени и раководиме со истите. Можам да ви кажам дека како копредседателка на мешовитиот парламентарен комитет за стабилизација и асоциација помеѓу Македонија и Европската Унија, заедно со мојот колега од Европскиот парламент, господинот Карло Реслер, кој што е представник од Хрватска, создадовме еден амбиент и зацртавме една агенда која што проактивно ќе ги истакне сите оние стратешко битни прашања кои што треба да ја придвижат Македонија, токму за ова што претходно го говоревме, но исто така и да се нотираат во рамките на Европскиот извештај за напредокот на Македонија кон Европската Унија битните заложби на власта кои што треба да бидат усогласени со не само со европската легислатива, туку и со европските вредности. Од таму можам да ви кажам дека во историјата од 21 година постоење на мешовитиот парламентарен комитет за прв пат имаме толкав интерес од страна на Европскиот парламент. 13 европратеници кои плюс Томас Вајц, известителот за Македонија, говорат за фокусот на Брисел кој што дефинитивно претходно беше ставен под тепих или не беше доволно третиран, можеби поради немањето на сенс на тогашната власт за актуелните прашања кои што и како ја уназадија целата ситуација и во однос на било какво придвижување, а и секако дозволија да се протнат некои работи и одлуки како што е наметнувањето на билатерални проблем со нашиот источен сосед во однос на евроинтегративниот процес, што е апсолутно спротивно на копенхашките критериуми и она што би требало да биде асоцијативен процес во Унијата на Македонија.
Од тука можам да ви кажам дека во рамките на денешното попладне и во текот на утрешниот ден со нашите колеги од Европарламентот ќе дискутираме на развојни теми и нема да одиме во ракавици. Ќе зборуваме и за говорот на омраза, ќе зборуваме и за човековите права, и за владењето на правото, и за корупцијата на судско-обвинителскиот систем, која што дефинитивно и според мене, но и според сите релевантни фактори, најакутниот проблем во македонското општество. Ќе ви нотирам само еден момент, бидејќи е значаен за јавноста. Без оглед колку оваа олигархија во правосудството има воспоставено систем и режим на владење, и тоа гледаме преку споните на колегите од МАНУ, преку универзитетите, преку јавните државните институции, па нели судовите и обвинителствата, без оглед колку таа олигархија има создадено впечаток дека е непобедлива и дека таа ќе ги диктира и понатаму условите, Европската Унија сериозно е загрижена во однос на се поголемото уназадување на човековите права и воспоставувањето на правда и правичност според законите, важечките закони за сите македонски граѓани. И оттаму, нашата цел е тука да упатиме една порака како би можеле да добиеме совет и помош и да со што би се справиле со овие проблеми и на тој начин да го подобриме нашиот скор и побрзо да пристапиме. Имаме исто така, поставивме за прв пат, ќе се дискутира и за инфраструктура, за многу важната поврзаност на коридорите кои што конечно почнаа да се создаваат и ќе ми олеснат секако комуникацијата на македонските граѓани, а и секако протокот на економијата ќе биде многу поразвиен, и дигитализацијата како едно особено актуелно прашање кое што е поврзано и со сајбер безбедноста како предизвици кои што доаѓаат во 21. век. Нам како македонско општество и на нашите македонски граѓани ни треба светол поглед кон иднината. Она што ни се случи, оној мрак во кој што западнавме изминатите 7 години и неодговорноста на главните чинители кои треба да го водат овој процес, доведоа до погрешно поимање од страна и на Брисел во однос на нашата сериозност во придвижувачкиот процес. Од овој аспект ние вложуваме многу напори и се надевам дека јавноста ќе биде дополнително запознаена и верувам на успешен исход на состанокот. Така, она што исто така ја интересира јавноста е каква поддршка очекуваме од бугарските и грчките европратеници, бидејќи има и од овие земји дојдени тука во собранието. Ние со задоволство ги пречекуваме денеска сите европарламентарци, особено ни се драги сите наши соседи, нам не ни пречи со нив да дискутираме и да се сретнеме и да им дозволиме да видат дека ние сме исто како и тие и сметам дека секој еден разумен човек, а секако оние што се веќе членки на Европската Унија, би требало да живеат со тие вредности, а секако тие вредности треба да се погаѓаат со европските демократски начала. Јасно е дека само со целосно интегрирање на Западниот Балкан и особено за нас најважното интегрирањето на Македонија во рамките на Европската Унија, со отворањето на границите и со дозволувањето на луѓето да комуницираат меѓусебно, ќе се расчистат сите оние црни сценарија и сета онаа негативна проекција на популистичките политичари на Балканот кои немајќи друг наратив ја користат историјата како поле на сопнување и ние тука нема да дозволиме. Ќе се бориме тој наратив да се насочи кон она што сега е актуелно и она што треба да ни биде важно во иднина за сите и за сите по нас. Василевска, ви благодарам за гостувањето во телевизија Алфа. Ви благодарам за можноста. А тука уште еден краток сублимат од седницата која сме во исчекување на мешовитиот парламентарен комитет Европска Унија Македонија е токму тоа дека и покрај тоа што ќе се разговара нели и за проблемите со кои се соочува Македонија, но и условите на патот кон Европска Унија, сепак Македонија мора да си ги реши сопствените домашни задачи во однос на спроведувањето на реформите, посебно во борбата против корупција, но и владење на правото и ослободување на судството од политичките стеги. Накратко, само во интерес на времето, да додадам во однос на седницата за пратенички прашања,
која е во тек. Голем број теми се актуелни, меѓу кои и резолуцијата за Украина, понатаму прашања од областа на економијата, но и цените, како и мерките кои ги презема владата во однос на намалување на овој ценовен шок за граѓаните и олеснување за граѓаните, исто така и за одредени вработувања во администрацијата, понатаму потребното спроведување на реформи за Македонија да може да оди напред и секако се очекува во вториот дел од седмицата да бидат актуелни прашањата секако во поглед на евроинтеграциите. Искра, повели доколку имаш некои прашања.